Кога пораснала Венди, се надевам дека сакате да знаете што се случило со другите деца. Чекале долу да и дадат на Венди доволно време да објасни се за нив. Се што треба. Па додека да изброиш до 5, сите се качиле горе. Се качувале по скалите, мислејќи дека така ќе остават подобар впечаток. Па се наредиле пред господја Дарлинг, со капите во рака, свеќајќи дека би било подобро да не се облечени во гусарска облека. Ништо не рекле, но нивните очи ги молеле да ги земе. Требало да погледнат и во господин Дарлинг, но на него сосема заборавиле. Се разбира дека господја Дарлинг веднаш рекла дека ќе ги земе, но господин Дарлинг бил необично растажен, па тие сватиле дека 6 е мощен голем број. Морам да признаам, и рекол на Венди, дека ти никогаш ништо не правиш до половина. Тоа била безволна забелешка за која близнаците помислиле дека се однесува на нив. Првиот близнак бил горд, па прашал вцрвенувајќи се: мислите ли, господине, дека ќе бидеме премногу? Ако е така, ние можеме да си заминеме? Тато, извикала Венди изненадена, но облакот и понатаму бил надвиснат на него. Знаел да се однесува непристојно, но кој што може да направи? Би можеле да спиеме по двајца, рекол Веселко. Јас секогаш сама ги стрижам, рекла Венди. Џорџ, извикала господја Дарлинг, загрижена што незиниот драг маж се прикажува во толку лоша светлина. Тогаш тој почнал да плаче, па вистината излегла на виделина. Тој сакал да ги земе исто колку и таа. Рекол, но смета дека требало да побараат и негова согласност, исто како и незина, наместо да го третираат како бројка во собствената куќа. Јас не мислам дека тоа е бројка, веднаш рекол Штрбавко. А ти, Кадрави? Не мислам. А ти, Свирко, мислиш ли дека е бројка? Воопшто не. Близнаку, што мислиш ти? Излекло дека никој од нив не го смета за бројка, зашто им бил благодарен, па рекол дека за сите ќе најде место во приемната соба, само ако ги собере таму. Ке не собере, господине, го смирувале тие. Тогаш следете го водачот, извикал весело. Не заборавајте, не сум баш сигурен дека имаме приемна соба, но ќе глумиме дека ја имаме и ќе ни биде сеедно. Опа! Танцувајќи се движел низ куќата и сите викале: опа! И го следеле танцувајќи во потрага по приемната соба. Заборавив дали ја нашле, но во секој случај нашле ќошиња и сите ги собрало. Што се однесува до Петар, тој пред да одлета уште еднаш се видел со Венди. Не дошол веднаш до прозорецот, но го допрел на минување, за таа ако сака да го отвори и да го викне. И таа го викнала. Здраво, Венди, избогум, рекол. О, мил Петар, зар си заминуваш? Да. Не мислиш ли, рекла несигурно, дека на моите родители треба да им кажеме за нешто многу пријатно? Не. За мене, Петар, не. Господја Дарлинг се доближила до прозорецот, зашто сега Венди постојано ја држала на око. Му рекла на Петар дека ги посвоила сите деца, па би сакала и него. Ке ме пратите во училиште? Прашал тој утро. Да. А потоа во канцеларија? Веројатно. И набрку ќе станам возрасен маж? Многу брзо. Не сакам да одам на училиште и да ги учам сите тие возвишени работи, рекол со јад во гласот. И не сакам да пораснам. О, мајко на Венди, кога еден ден ќе се разбудам и ќе почувствувам дека ми расте брада. Петар, рекла тешителката Венди. И јас ќе те сакам и со брада, а господја Дарлинг ги подала рацете кон него, но тој ја одбил. Отстапи, господјо, никој нема да ме фати мене и да ме направи маж. Но каде ќе живееш? Со звончица во куќата што ја изградевме за Венди, а самовилите ќе ја крената високо помеѓу крошните од дрвјата каде што тие ноќе спијат. О, колку прекрасно, рекла Венди со таков копнеш што господја Дарлинг ќе стегнала во преградката. Мислев дека сите самовили се мртви, рекла господја Дарлинг. Секогаш има толку многу млади, објаснила Венди, која во меѓувреме станала голем авторитет по тоа прашање, затоа што, сваќаш, секој пат кога новороденчето за прв пат ќе се насмее, се раѓа нова самовила, а бидејќи постојано се раѓаат нови бебиња, така постојано доаѓаат и нови самовили. Тие живеат во гнездата на врвот од дрвјата. Светло-виолетовите се машки, а белите се женски, додека русите се мали и глубачки, што самите не знаат што се. Толку убаво ќе се забавувам, рекол Петар со едно толку демнејќи ја Венди. Но навечер ќе бидеш осамен, рекла таа, додека седиш покрај огнот, нели? Ќе имам звончица. Звончица не ти е ни до колена, го подсетила таа малку зајадливо. Подла тужи баба, викнала звончица некаде за даголот. Нема врска, одговорил Петар.
О, Петар, важно е, и ти тоа го знаеш. Добро, тогаш дојди ти со мене во кукичката. Може ли, мамички? Се разбира дека не. Сега кога конечно се врати, никаде веќе нема да те пуштам. Но нему толку му треба, мајка. И тебе, драга моја. Па тогаш добро, рекол Петар. Не баре тоа ја прашал само од пристојност, но госпоѓа Дарлинг забележала грч на неговата уста, па му понудила нешто друго. Еднаш годишно ти дозволи на Венди да му помага во пролетното средување на неговиот дом. Венди би сакала повеќе време да поминува со него, па и се чинело дека до пролет ќе треба многу долго да чека. Но поради тоа ветување Петар повторно весело се заминал. Немал чувство за време и бил спремен за авантура, така што сето тоа што ви го раскажав за него не вреди ни 5 пари. Предпоставувам дека тоа и на Венди било јасно. Последните зборови што ми ги упатила биле толку многу тажни. Нема да ме заборавиш, Петар, нели? Пред пролетното чистење. Секако дека Петар и ветил и веднаш одлетал. Со себе годнил и бакнежот на госпоѓа Дарлинг, бакнежот што му бил наменет само нему. А тој воопшто не го ценел тоа. Чудно, но таа се чини била задоволна. Се разбира, сите деца оделе на училиште, повеќето од нив во трето оделение, но Свирко првин го примиле во четврто, па го префрлиле во пето. Прво оделение било невисоко, уште во првата недела сватиле какви магариња биле што не останале на островот, но веќе било доцна, па се помириле со тоа да бидат сосема обични како ти и јас, или оној малиот Дженкис. Тажно е што морам да напоменам дека вештината за летање полека ја заборавиле. На почетокот, Нана им ги врзувала стапалата за ногу од креветот, за да не одлетаат во ноќта, а една од дневните забави им била предвиденото паѓање од автобус. Во време, малку по малку престанале да им ги затекаат првците во постелата и откриле дека при скокање од автобусот можат и да се повредат. Како што минувало времето, не можеле веќе да полетаат ни по своите шапки. Недостиг од вежба така го објаснувале тоа, што значало дека веќе не веруваат во тоа. Мајкл верувал повеќе од другите деца, иако тие го исмевале. Истото се случило и со Венди, кога на крајот од првата година понеа дошол Петар. Одлетала со него во фустанот што во недојдие само го исплела од лисји и од бобинки, но ја загрижувало тоа што тој може да забележи колку е покус. А тој тоа никогаш не го забележал, зашто имал толку многу да ја раскажува за себе. Таа толку се радувала на возбудливите разговори за старите денови, но и новите авантури ги избришале старите сеќавања во неговиот ум. Кој е капетан Кука? Прашал заинтересирано кога таа го споменала некогашниот нивен непријател. Зар не се сеќаваш? Прашала таа зачудено. Како ти го уби и ни го спаси животот на сите? Штом ги убивам, заборавам на нив, одговорил невнимателно. Кога колебливо му рекла дека како се сеќава на Звончица, ќе биде драго што повторно ја гледа и тој додал. А кој е Звончица? О, Петар, рекла таа изненадено, но дури и кога му објаснила, тој не можел да се сети. Толку многу ги има, рекол, веројатно и неа веќе ја нема. Јас верувам дека имал право, зашто самовилите не живеат долго, но тие се толку мали, што и кусо време на нив им се чини многу долго. За Венди било болно кога открила дека изминатата година на Петар му се чинела како вчера, а за неа била толку долга година на чекање. Но тој бил исто толку волшебен како секогаш, па заедно поминале прекрасно време чистејќи кукичката на крошната од дрвото. Следната година тој не дошол. Го чекала во новото фустанче, зашто старото веќе се смалило, но тој не дошол. Може би е болен, рекол Мајкл. Знаеш дека тој никогаш не е болен? Мајкл се доближил до неа и шепнал со солзи во очите. Венди, може би тој не постои. И тогаш Венди ќе се расплачала. Петар дошол идната година напролет. Чудно било што не бил свесен дека пропуштил една година. И тогаш девојчето Венди го видела за последен пат. Уште извесно време поради него се обидувала да не чувствува болки поради брзото растање, а кога на училиште добила награда за успешно завршена година, се чувствувала не баре го изневерил. Но годините доаѓале и поминување, не носејќи го безгрижното момче. А кога повторно се сретнале, Венди веќе била мажена, а Петар за неа веќе не можел ништо повеќе или помалку да направи отколку право кутијата во која што ги чувала играчките. Венди пораснала. Не треба да ви е жал поради тоа. Таа била едно од оние девојчиња што сакаа да пораснат. На крајот на краиштата, по своја собствена желба пораснала побрзо од другите девојчиња. Тогаш
и сите други деца веќе пораснале, така што не треба многу да зборуваме за нив. Можете да ги видите веселко и кадрави од како секој ден одат на работа, со актовка и со чадор. Мајкал е машиновозач, Свирко се оженил со благородничка и добил титула лорд. Го гледате ни оној судија со перика на главата како излегува од железната порта? Тоа некогаш беше Штрбавко, а оној човек со брада кој на своите деца не знае да им раскаже ниту една приказна, тоа е Џон. Да венчавката Венди носела бел фустан со црвен колан. Чудно е што Петар не слетел во црквата да го забрани обредот. Годините се минувале и Венди добила керка. Тоа не треба да биде запишано со мастило, туку со златен прав. Керката се викала Џејн, а на лицето постојано имала чуден љубопитен поглед. Од моментот кога дошла на овој свет, само сакала да поставува прашања. А кога пораснала доволно за да ги постави, прашањата главно се однесувале на Петар Пан. Сакала да слуша за него, а Венди раскажала се што можела да се сети. Во истата онаа детска соба во која почнал славниот лет. Сега тоа била собата на Џејн. Незиниот татко ја купил од таткото на Венди, со 3 100 камата, зашто тој не можел веќе да се качува по скалите. Господја Дарлинг веќе била умрена и заборавена. Сега во детската соба имало само 2 кревета, на Џејн и на гувернатата, и немало кукичка за куче, зашто Нана заминала за секогаш. Умрела од старост и пред крајот било многу тешко со неа да се излезе накрај. Цврсто било убедена дека никој освен неа не умее подобро да внимава на децата. Еднаш неделно гувернатата на Џејн имала слободна вечер и тогаш Венди ја заспивала Џејн. Тоа било време за приказни. Џејн ќе направила шатор од покривката на креветот и таа и Венди ќе се сместеле под него, па во темнината ќе прашала: "Што гледаме сега?" "Мислам дека вечерва ништо не гледаме," велела Венди со чувство. Ако Нана била таму, дека ќе се противи на тамошниот разговор. "Да, ти гледаш," велела Џејн. "Се гледаш како мало девојче." "Тоа било многу одамна, мило мое," велела Венди. "О, колку брзо лета времето." "Дали лета?" Итро прашувало од детето. "Како ти што си летала кога си била мала?" "Како што сум јас летала?" "Знаеш, Џејн, понекогаш и јас се прашувам дали навистина сум летала." "Да, сигурно си летала." "О, убави стари денови кога можев да летам." "Мамо, зошто сега не можеш да леташ?" "Зашто сум возрасна, драга моја. Кога луѓето ќе пораснат, забораваат како се прави тоа." "А зошто забораваат?" "Зашто не се веќе весели и невини и безгрижни. Само веселите и невините и безгрижните може да летаат." "Што е тоа весел и невин и безгрижен? Јас би сакала да сум невина и безгрижна." Венди можеби сепак признава дека нешто гледа. "Јас верувам," вели таа, "дека гледам една таква во детскава соба." "И јас верувам," вели Џејн, продолжува понатаму. Сега се веќе нурнати во големата авантура, онаа ноќ кога Петар влегол во собата барајќи си есенката. "Тоа будалесто суштество," вели Венди, "сакаше сенката да ја залепи со сапун. А кога тоа не му успеа, се расплака и тоа ме разбуди, па му ја сошив." "Нешто пропушти да кажеш," ја прекинува Џејн. "Која приказна ја знае подобро од мајки? Кога го виде како плаче седнат на подот, што му рече?" Се исправив на креветот и реков: "Момче, зошто плачеш?" "Да, така беше," вели Џејн длабоко воздивнувајќи. "А тогаш сите заедно одлетавме во недојдие, кај самовилите и кај гусарите, и кај црвенокошците, и во лагуната на сирените, и дома подземје, и во кукичката." "Да? А што ти се допадна тебе најмногу?" "Мислам дека се најмногу ми се допадна домот подземје." "Да, и мене. А кои беа последните зборови на Петар, што ти рече?" "Последно нешто што ми рече беше: постојано чекај ме и една ноќ ќе ме слушнеш како гракам." "Да, но за жал тој сосема ме заборави," вели Венди со насмивка. Веќе била возрастна. "А какво беше тоа негово гракање?" прашала Џејн една вечер. "Вакво," рекла Венди, обидувајќи се да го имитира. Не така," рекла Џејн сериозно, "туку вака," и почнала да грака многу подобро од мајка си. На тоа Венди малку се сепнала. "Мило мое, од каде знаеш?" "Често го слушам во сон," одговорила Џејн. "О, многу девојчиња го слушаат додека спијат, но само јас го слушнав будна." "Ти завидувам," рекла Џејн, а тогаш една вечер се случила трагедија. Било пролетна вечер и веќе била раскажана приказната и Џејн веќе заспала на својот кревет. Венди седнала на подот,
покрај огнот, за подобро да може да гледа додека крпи, зашто во детската соба немало друга светилка. Додека така седела и крпела, одеднаш се слушнало гракање. Тогаш ветрот дувнал и го отворил прозорецот, како некогаш одамна, и Петар рипнал во собата. Бил сосема ист како и секогаш, и Венди забележала дека ги има истите млечни заби. Тој бил мало момче, а таа возрасна жена. Се стуткала покрај огнот, не осмелувајќи се да помрдне. Безпомошна, виновна возрасна жена. Здраво, Венди, рекол, забележувајќи разликата, зашто секогаш мислел само на себе. И во темнината на нејзиниот бел фустан можел да биде и ноќница во која првпат ја видел. Здраво, Петар, одговорила таа тивко, па уште повеќе се стуткала. Нешто во неа викало: жено, жено, оди си од мене. Еј ти, каде е Џон? Одеднаш прашал, забележувајќи дека го нема третиот кревет. Џон не е веќе тука, воздивнала таа. А Мајкл спие? Прашал тој, намерно погледнувајќи во Џейн. Да, одговорила таа и одеднаш почувствувала дека не е искрена кон Џейн, ниту пак кон Петар. Ова не е Мајкл, рекла брзо за да не биде осудена. Петар ја погледнал. Еј, тоа е нешто ново. Да, момче или девојче? Девојче. Сега секако ќе разбере, но ништо од тоа. Петар, рекла чувствувајќи како гласот ја издава. Очекуваш ли да одлетам со тебе? Се разбира, затоа сум дојден. Па додал малку строго. Си заборавила ли дека е време за пролетно чистење? Сватила дека не вреде да му спомена оти поминале многу години без пролетно чистење. Не можам да дојдам, рекла како да се извинува. Заборавив да летам. Повторно брзо ќе те научам. О, Петар, не троши ја самовилската прав на мене. Станала, но сега го фатил страв. Што е тоа? Извикал провлекувајќи се. Ќе запалам ламбата, рекла, па види сам. И сега Петар, првпат во својот живот, од како јас го познавам, се исплашил. Немој да ја палиш ламбата, извикал. Тоа со прстите ја бушавела косата на тоа тажно момче. Повеќе не било малото девојче на кое тој ги скројтил срцето, сега била возрастна жена што му се насмевнува, но со влажни очи. Тогаш ја запалила ламбата и Петар ја видел. Испуштил болен крик и кога убавата висока жена се наведнала да го крене во раце, тој бргу се повлекол. Што е тоа? Извикал повторно. Морала да му каже. И јас сум стара, Петар, 20 и многу повеќе. Одамна сум порасната. Но ти ми вети дека нема да пораснеш. Не можев ништо да сторам. И сега сум омажена. Не си. Да, и тоа девојчето на креветот е моје дете. Не е, но предпоставувал дека е. Па зачекорил на ке се спаното девојче со ботежот во раката. Се разбира не ја удрил, наместо тоа сетал на подот и почнал да плаче. А Венди не знаела како да го утеши, иако тоа порано многу лесно го правела. Сега веќе била возрастна жена, па брзо излекла од собата за да размисли. Петар продолжил да плаче и набргу неговото липање ја разбудило Џейн. Љубопитно се исправила на креветот. Момче, рекла, зошто плачеш? Петар станала и се поклонил. И таа се поклонила на креветот. Здраво, рекол. Здраво, рекла таа. Јас сум Петар Пан, рекол тој. Да, знам. Се вратив по мојата мајка, објаснил. Да ја водам во недојдија. Да, знам, рекла Џейн. Те чекав. Кога Венди колебливо се вратила, го видела Петар застанат на работ од креветот како победоносно грак, додека Џейн во пижама восхитено лета низ собата. Таа е мојата мајка, објаснил Петар, а Џейн се спуштила и застанала покрај него, со израз на лицето што тој го сакал кај девојчињата кога се звереле во него. Толку ми е потребна мајка, рекла Џейн. Да, знам, признала Венди очајно. Никој не го знае тоа подобро од мене. Збогум, и рекол Петар на Венди, па летнал, а безсрамната Џейн полетала со него. Тоа за неа веќе бил неедноставен начин на движење. Венди потрчала неки прозорецот. Не, извикала, но токму сега е време за пролетно чистење, рекол Џейн, а тој сака секогаш и јас тоа да го правам. Кога само би можело и јас да појдам со вас, рекла, Венди воздивнувајќи. Гледаш дека не можеш да леташ, одговорила Џейн. Се разбира, на крајот Венди им дозволила заедно да одлетаат и ние гледаме како стои на прозорецот гледајќи ги како се оддалечуваат на небото, додека не станат ситни како звезди. Ја гледате Венди со побелена коса, а телото стануваше се поситно.
зашто сето тоа се случило многу одамна. Джейн сега е сосема обична возрастна жена и има ќерка што се вика Маргарет. И секоја пролет, за време на пролетното чистење, ако не заборави, Петар доаѓа по Маргарет и ја води во недојдие, каде што и раскажува приказни за себе, а кој таа ревносно ги слуша. Кога Маргарет ќе порасне и таа ќе има ќерка, па ќе дојде и незиниот ред да му биде мајка на Петар. И така тоа ќе продолжува се додека децата се весели и безгрешни.